Шестгодишната Тина секое утро станува во 6 часот за да тргне на долгото и напорно патешествие до своето училиште. Од својот дом во кратовското село Пендајк до училиштето во Страцин ја делат долги 5 километри. Половина од патот го оди со својот татко, а потоа ја чека автомобил кој ја носи до селското училиште. Маката на малото прваче деновиве стана уште поголема. Есенските дождови и ниските утрински температури ја разболеа, па малата Тина не успеа денес да дојде на училиште. Наскоро, кога ќе паднат првите снегови, таткото Мартин нема повеќе да ја носи на училиште. Дете са прво деление појде, нема услови тамо за у школу долеко. Пуно долеко. 3 сата се води пешки, па кад врне још поло, шо не може ич не бива така. Директорот на основното училиште Кочо Рацин му излегол во пресрет на семејството Алексовски, доделувајќи му подрумски простории во старата напуштена училишна зграда во близина на новото училиште. За доброто на својата ќерка, родителите се сложиле да се преселат во Страцин и да презимат во распаднатата зграда. Нехуманите услови за живот и тешката сиромаштија на семејството Алексовски, во кое живее и 2-годишниот Дамјан, беа причината поради која форумот на жени на Социјалистичката партија на Македонија денес беше во Страцин за да ја предаде донацијата. Форумот на жените на Социјалистичката партија на Општинската организација на Кратово, одбележувајќи го Светскиот ден на храната, направи донација за помош на семејството Мартин Алексовски. Акцијата ја поддржа Социјалистичката партија и председателот. Ние акцијата ја направивме за помош да му помогнеме на Мартин, а таа се состои во храна, мебел, облека, школски прибор за детето. Семејството Алексовски живее од социјална помош во висина од 2600 денари. Овие средства не им стигаат ниту за режиските трошоци, а камоли да купат храна, облека или нешто за во куќа. Таткото Мартин ги замолува сите кои што може да помогнат на било кој начин да го сторат тоа што поскоро. Тој и сопругата Жаклина ќе јадат леп и сол, но најбитно за нив е нивната Тина да го продолжи школувањето.